Ако сакате постојано да нас следите, стиснете subscribe и не заборавајте да пратите лайк. Надвор е ладно, па седете со нас. Денес ке зборуваме за маглата и златото. Ова го подготвивме за вас. Денеска во Мини Вести ќе одиме кај Чичко Златар каде прашавме зошто златото е толку вредно, но и што се прави со него. А пред крај ќе ви откриеме се за маглата. Гледајте Мини Вести. Ева, дали знаеш што е злато? Знам дека од него се прават прстени и обетки. Мислам дека се прават и други работи. Кој од нас е во право ќе дознаеме веднаш. Златото е најскапоцениот и најпосакуваниот благороден метал во светот. Од златото сме виделе направени обетки, ланчиња на раквици, прстени и слично, но покрај тоа што се користи за правење накид, златото има голема примена во автомобилската и авионската индустрија, како и во производството на златни монети. Златото се ископува, но самиот процес на добивање е многу тежок. Истиот бара многу време, многу пари и експерти од различни науки, како на пример географија, хемија и инженерство. Златото ние не може да го откопаме сами, но може да го најдеме во златара, каде што и бевме и добивме одговори на сите наши прашања и сега знаеме се за овој благороден метал. Јас сум Луција и денес сум со златарот Тони. Тони, како се станува златар? Значи, златар се станува на два начина. Значи, првиот е традиционален, фамилиарен, да израснеш у фамилија која што го работела тој бизнис, а вториот е доколку се чувствуваш креативен и го сакаш занајатот и златарството, тогаш ка можеш да го изучиш и да станеш добар златар. Зашто златото е толку скапо? Златото е толку скапо затоа што е еден од најдобрите скапоцени материјали и е многу редок во светот, така да секоја година цената се зголемува на берзата се повеќе и повеќе. Што може да се направи од злато? Значи, од злато може да се изработи буквално се, значи од разновиден накид за секојдневно носење, како што се прстени, алки, обетки, така да од денешно време се помодерно и се изработуваат и други разни предмети, значи од мобилни телефони, од часовници и од се останато од злато. Што најчесто правите од злато? Ние најчесто изработуваме, значи, разновиден накид, тоа се различни обетки, прстени, нараквици, ланчиња, комплети. Сега моментално се најактуелни, значи, имињата што се изработуваат со лично име, што ги носат поготово помладата популација, потоа разновидни тенки ланчиња со еден камен. Тони, каде наоѓате злато? Значи, златото се наоѓа во самата природа, во рудниците, така да и во златноносните реки. Златото се набавува, ние го набавуваме од светските берзи, го нарачуваме од нашите и од странските банки, така што го добиваме во ние чоколадни полуги, што може да се каже, кои се наречени фајнови или чисто златни вестици скопо ново. Ме интересира што се случува кога златото ќе се стопи. Значи, златото се топи, има точка на топење, значи која станува во течна состојба од 1250 целзиусови степени, тогаш ја губи постечката форма, значи ако било прстен, веќе се здобива во сама течна форма, кој ќе се излади, после тоа се става во специјални калупи, дали е пресовано, рачно обработено или лијано, се добива пак некој нов предмет, дали прстен, дали ланче или некоја убава нараквица. Ти благодарам, Тони. Јас сум Луција и ве поздравувам златарата на Тони. Нацртај, обој и освој. Драги дечиња, бидете креативни, вклучете се во нашиот прв ликовен конкурс и освојте подарок. Нацртајте го вашиот цртеж на тема Убавините на зимата. Мама и тато нека го сликаат со нивниот мобилен и со твоето име и презиме, нека ни го пратат во порака на нашата Facebook фан страна Мини Вести. Уживајте во зимата, нацртајте ги нејзините убавини и освојте супер подарок. А сега на цртање.
Кога надвор има магла, не се гледа прст пред око. Кога има магла, не е убаво да излегуваме и шетаме. Стефан, дали знаеш што е магла? Секако дека не, то знаваме од прилого че следува. Кога еден облак се наоѓа на површината од земјата, се нарекува магла. Маглата се разликува од другите облаци само по тоа што ја допира површината на земјата. Најобичната магла е онаа која можеме да ја видиме наутро или доцна навечер во низините и над помалите водени површини. Маглата најчесто настанува кога ладните воздушни струи наидуваат на топла површина на земјата или водата. Маглата е најзастапена во есен и зима, поради тоа што воздухот од ден во ден многу побрзо се лади отколку земјата или водата. Во предвечерието на ниските места во близина на земјата често се создава тенок слој на магла. Кога земјата во текот на ноќта се лади, воздухот станува поладен. Кога ладниот воздух ќе дојде во допир со влажен топол воздух, кој што се наоѓа во повисоките слоеви, се создава магла. Општо е познато дека маглата во градот е многу погуста отколку во долините. Градовите се полни со прашина и чад, која што се меша со мали честички вода и се создава густа магла. Маглите многу често изгледаат погусто од облакот, поради тоа што капките од кои е создадена маглата се помали. Голем број мали капки впиваат повеќе светлина отколку помал број големи капки, како што е кај облаците, па поради тоа маглата изгледа густа. Кога надвор има магла, не треба да излегуваме, да се шетаме или да си играме надвор. Напротив, треба да останеме во нашите домови. Само во книжарниците на Тримакс, едукативни новогодишни пакетчиња кои не ги расипуваат запчињата. Тримакс пакетче со многу игри, забава и едукација за целиот зимски распуст. Хо-хо-хо-хо, дечиња! Чоколадите брзо ќе се изедат, но Тримакс пакетчињата траат цела година. Хо-хо-хо-хо-хо. Во новата година свртете нова страница. Тримакс, вашата книжарница. Среќни празници! Hello, ladies and gentlemen! Дозволете да ви го представам специалистот за бебешка лега! Бухен 100% природно! За најчувствителната кожа на светот. Бупхен! Денеска во Мини Вести ќе дознаеме што е мода, а заедно ќе одиме и на модниот викенд во Скопје. Плюс ќе ви ги покажеме најпопуларните млади модели во светот. Не го менувајте каналот. Вие гледате Мини Вести. Мода е термин за популарен стил, посебно за облека, обувки, модни додатоци или шминка. Модата најчесто се однесува на најновите креации направени од страна на дизајнерите, но и на тоа како изгледа и се облекува еден човек. Јазикот на облеката креира модна приказна, кој е пример преку кој го градиме нашиот стил. Во светот постојат неколку градови за кои може да кажеме дека се главни центри на модата, како што се Њу Јорк и Милано. Њу Јорк се наоѓа на првото место 5 години поред, но сепак во 2009 година беше поразен од страна на Милано. И двата града имаат долга традиција на креативност и мода. Модата во Милано се смета за практична, но во исто време елегантна, со фокус на модерна облека, многу повеќе отколку на скапите парчиња од високата мода. Слична ваква и модата во Њу Јорк. Меѓутоа и двата града имаат првокласна висока мода и големи трговски центри за истата. Освен на Њу Јорк и Милано, тука се и Париз и Лондон, кои се сметаат за символични модни центри во Европа, поради долготрајната историја како центри на уметноста и модата и како дом на неколку познати модни куќи. Во овие градови се случуваат најголемите и најпосетените модни недели, исто како и модната недела во Скопје. Многу повеќе на оваа тема разговаравме со Марија, која ни објасни се за модата. Јас сум Луција и денес сум на модниот викенд во Скопје заедно со Марија. Марија, кажи ми што е мода? Мода е нашиот личен стил, нели? Она пошто се разликуваме од другите луѓе, или барем се обидуваме да се разликуваме, да бидеме оригинални, по начинот на кој ќе се облекуваме, облеката дури и кога ја одбираме, да речеме кога одбираме некакво парче кои други луѓе го купуваат, сепак нели начинот на кој го комбинираме, начинот на кој токму ние го носиме, сето тоа е дел од модата. Модата се и дизајнерите, сите оние големи компании
и големи имиња кои ја креираат облеката, кои се грижат да направат некаков уникат и по тоа да останат впечатливи. Модата се и сите оние шминкери и фризери кои ги гледате на модните недели, значи онаа гужва околу манекенките, сето тоа е еден голем моден свет во кој има навистина милион ситни парчиња и милион ситни личности и различни професии кои го прават модниот свет. Зашто има моден викенд? Моден викенд има секаде во светот, вообичаено е 2 пати годишно, за да можат дизајнерите да си ги представат колекциите еднаш на пролет и еднаш во есен, затоа што имаме пролет-лето и есен-зима колекции. Моден викенд постои и од други причини, нели не само за да се прикажат колекциите. Има голема публика која сака да дојде, да биде видена, да види други луѓе. На моден викенд Скопје, како и во другите метрополи низ светот, имаме забави, имаме многу дизајнери, имаме шминкери, манекенки кои растат со моден викенд Скопје. Например, почнуваат да се занимаваат со манекенство од 13-14 години, па се до, да речеме, 25-6-30, во зависност од личната желба и можности. Некогаш на моден викенд Скопје имаме и детски реви, и буквално најмалите дечиња од 3 годишна возраст па се до 11 знаат да шетаат низ нашите писти. Марија, како јас да бидам модерна? Прво мора да ги слушаме мама и тато, затоа што додека сме помали, сите нели ние ги слушаме и тие најдобро одбираат како да се облечеме. Да се биде модерен не значи секогаш да си има најнова парче гардероба. Да се биде модерен значи вистински да го облечеме она што ни прилега, да знаеме за каде како се облекуваме. Нели на училиште има еден стил, кога сме на приредба има друг стил, кога одиме негде со мама и со тато на некаква свадба или на некаков роден ден, сме подотерани, посвечени и како и возрастните, така и малите го практикуваат тоа. Да се биде модерен значи исто така секогаш да се внимава да сме уредни. Не мора да е тоа некое скапо парче, не мора тоа, како што кажав, да е најново парче, туку да бидеме своји и да знаеме, нели, да се дотираме најубаво што можеме. Подоцна, кога растеме, веќе и сами си одлучуваме, сами си ги одбираме боите кои ни прилегаат, сами се определуваме за еден поинаков стил од сите други со кои се дружиме, со кои сме на училиште, на работа, нели, подоцна. Така што, да се биде модерен, значи да се биде свој, и да се слушаат задолжително родителите се додека не пораснеме. Јас сум Луција, заедно со Марија од модниот викенд во Скопје. Инстаграм е една од најпопуларните социјални мрежи во светот, на која секојдневно се споделуваат милиони фотографии и видеа. Денес Инстаграм е шанса да ве запознае целиот свет и од мали нозе да станете интернет звезди, доколку така решат вашите родители, а вие секако имате желба. Таков е примерот со овие дечиња, кои се едни од најпознатите модели на Инстаграм. Тие со својот стил на облекување, со помош на родителите, имаат еден куп лајкови и следбеници, па се очекува кога ќе пораснат да завладеат со модниот свет. На првото место со 2 милиони следбеници е Кристина Пименова. Таа со мода почнала да се занимава од својата 3-та година. Кристина досега има подпишано договори со многу познати светски брендови, како Dolce & Gabbana. Беше и прогласена за најубавото девојче во светот. Следна на листата е Ана Павага од Русија, која има само 7 години. Оваа млада убавица обожува да се фотографира за реклами, каталози и модни списанија. На Инстаграм ја следат повеќе од 400.000 луѓе, а нејзината мајка е задолжена за оваа социјална мрежа. И помеѓу две убави девојчиња има место и за Алонсо Матео. Кариерата на малиот Алонсо започнува кога тој имал 5 години, благодарение на неговата мајка. Таа објавува фотосесии од неа и незиното синче, а Матео многу брзо стана Инстаграм звезда со одличниот стил на облекување.
Денеска во Мини Вести ќе зборуваме за џудото како боречка вештина, а се за овој спорт ќе ни каже Чичко Игор, кој е тренер по џудо. И за крај бевме кај нашите другарчиња во градинката Мимоза. Тие ни кажа што прават за побрзо да оздрават кога се болни. Не го менувајте каналот, вие гледате Мини Вести. Џудото е боречка вештина која потекнува од Јапонија. Џигоро Кано е создавачот на џудото. Станува збор за боречки спорт каде надпреварувачите не се служат со техника на удирање. Во џудото кај надпреварувачите се оценува техниката на фрлање и зафаќање. Една борба може да трае и до 20 минути. Облеката на надпреварувачите е составена од широки панталони, кимоно и појас во боја. При почетокот на надпреварот, надпреварувачите застануваат лице во лице на оддалеченост од 4 метри и се поклонуваат. Кај надпреварувачите се вреднува и техниката. Ние бевме на тренинга кај Чичко Игор, кој е тренер по џудо и ни одговори на сите наши прашања. Тренеру, што е џудо? Џудо представува боречки спорт. Името е кованица од зборовите џу, што значи нежен, и до начин, пат или умење. Спаѓа во групата на олимписките спортови. Дали како у каратето има појас? Во џудото има појаси, почетничкиот е бел појас, па понатаму следат останатите до мајсторскиот црн појас и понатаму во редот на мајсторските појаси први, втори, трети, четврти дан и така натаму. Зошто децата треба да вежбаат џудо? Децата треба да вежбаат џудо пред се затоа што диктира еден начин на живот, пред се телесна хигиена, самоконтрола, почитување на останатите, пред се клубските другари и повозрасните, и диктира еден посебен начин на живот кој што е опфатен во кодексот на однесување на овој спорт. Во тренажниот процес опфатени се вежби за превенција и корекција на деформитети, така што повеќекратна е добивката од практикувањето на овој спорт. Кога може да тренираме џудо? Според некои истражувања може да се започне уште на 3,5 годишна возраст, каде што акцентот е на моториката. А мене лично, ако ме прашате, мислам дека 6 годинки е најдобрата возраст да се започне џудо. Самиот факт што УНЕСКО го прогласи спорт за најпрепорачлив за деца и млади од 4 до 22 годишна возраст, кажува многу. Ако вежбаме џудо, дали може да се тепаме у градинка? Апсолутно дека не може да се применува џудо во градинка и во школа, затоа што самиот концепт е насочен кон надпреварувањата за постигнување на спортски резултати, а не за демонстрирање на сила или онеспособување на противници. Меѓутоа, доколку затреба, ако мора да се браните, ќе се браните. Колку треба да тренирам за да оставам медал? Па тоа е релативна работа за надпреварите од понисок ранг, како што се државните првенства и некои меѓународни турнири, може и со кратко време на тренинг да се постигне резултат, меѓутоа за елитните надпревари од типот на европски, светски, европски купови и така натаму, најмалку според мене 5-6 години е минимумот што треба да се тренира. Никој не сака да е болен, бидејќи тогаш киваме, кашламе, не боли грлото, па дури имаме и температура. Кога сме болни, треба да пиеме многу течности, но и да внесуваме витамини за побрзо да оздравиме. Ние бевме на гости во градинката Мимоза, а нашите другарчиња таму имаа искрени одговори што прават кога се болни за да оздрават побрзо. Ја кога сум болен пијам апче. Мама ме покрива со кева и ми става цај. Да пијам сироп. Кога сме болни, пишуваме. Пијам апчиња, одам во доткор. Ја кога сум болна, баба на мама и се јавам. Кога сум болна, седам дома, одам на лекар, ма проверува дали имам температура. Кога имам температура, одам на лекар. Ја кога сум болна, тато и мама ме носат на лекар. Ме кажува кази А и после јас кажав А. Диши, диши, диши.
Прво ми прави диши, после и тоа после друго нешто. Таму мене ме проведуваат, гледаат дали сум болна или не, да видат дали треба да ми земат крев или не. Ми дала сир. Мајка ми кажа само кај ми зенуваат ков. О, това. Не боцка. И после докторката ме боцка. И после плачам. А таа инекција има голема бошка и песка тоа лошо дете, иде се лошо и те дотко и го боцнат. И ми стави температура тука, на рачето се стави, вака го затвораш ова и после ми се мери и рекува дека е бројот, не знам, бројот. Едно стапче и го ставаат тука и седи додека не се дигна. Зима стапче, гледа дали не треба на кругото овака. А тоа едно црно апче се треба да се лапне. Не ми тече мрсули. Денеска во Мини вести ќе ви откриеме се за супите и зошто треба да јадеме секој ден. Плюс ќе ви однесеме кај Чичко Клучар. Гледајте Мини вести. А сега за нешто што треба редовно да јадеме овие ладни денови. Давид, ти јадеш ли супа? Јадам кога сум болен. Ама супа е убаво да јадеме цела година, не само кога сме болни. А еве и зошто. Кога студеното време ќе не затвори по дома, одлично е да изедеме чинија топла домашна супа, без разлика дали сме болни или не, но од каде потекнува супата и како била создадена. Ако се прошетаме низ историјата, ќе сватиме дека супата буквално постои од кога луѓето научиле дека водата врие. Сепак техниките и рецептите за супа се менувале низ годините. Супата како специјалитет за прв пат била понудена во еден француски ресторан, па така тие се сметаат за пронаоѓачи на супата. Супата е брз, топол оброк, кој може да биде направен со зеленчук, месо или мешавина од двете. Составот на супата зависи од намирниците со кои ја подготвуваме, но секако водата е поголемиот дел од секој рецепт. Супите во кои има месо се одлични бидејќи содржат повеќе протеини, додека зеленчуковите супи се богати со витамини. Супата е храна која ни помага кога сме болни, но и не потсетува на семејната атмосфера и на супите кои ги прави нашата баба. Пилешката супа е докажано дека помага при настинка и затната носе. Со секоја чинија супа, ние на нашиот организам му обезбедуваме доволна количина на течности, витамини и протеини. Јануари, месецот на супите, прославете го со чинија вкусна домашна супа. Нацртај, обој и освој. Драги дечиња, бидете креативни, вклучете се во нашиот прв ликовен конкурс и освоите подарок. Нацртајте го вашиот цртеж на тема Убавините на зимата. Мама и тато нека го сликаат со нивниот мобилен и со твоето име и презиме, нека ни го пратат во порака на нашата Facebook фан страна Мини Вести. Уживајте во зимата, нацртајте ги нејзините убавини и освоите супер подарок. А сега на цртање. Сте се запрашале некогаш дали постои клуч кој ги отвора сите врати? Давид, не си замислувај, такво нешто не постои. Ама Луција, јас сакам да сум сигурен. Тогаш ќе одиме кај Чичко Иван. Тој е клучар и ќе ни ја реши целава мистерија. Клучот е направа која користиме кога сакаме да отклучиме или заклучиме некоја брава. Првиот клуч бил измислен многу одамна во древниот Египет. Денес постојат најразлични клучеви. Имаме клучеви од врата, од автомобил, па дури и од катанчето на нашиот дневник. Многу повеќе за клучевите дознавме од клучарот Чичко Иван. Јас сум Дарјан и сум клучар. Како се станува клучар? Клучар се станува со желба, пред све со желба и ако сакаш да работиш. Чичко Иван, како се прави клуч?
Клуч во денешно време е многу лесно. Порано се правеше со турпија и обичен клуч, а сега се прави на машина. Клучеве постојат. Клучеви постојат за дома, постојат за автомобили, сега за дома постојат обични, постојат специјални, исто и за автомобилите постојат обични, постојат специјални и такви клучеви. Има каса клучеви, за сефови, разни клучеви, многу модели. Ако го изгубам клучот, дали може да направам нов? Да, можеме да направиме нов клуч, но пред све да не го изгубиш клучот, бидејќи некој може да го најде и да ти отвори домче. Затоа можеме да направиме нов, ама гледај да не го изгубиш и не можеме да смениме целиот цилиндр. Дали има клуч што ги отвара сите врати? Значи, таков клуч го викаат калаус, ама не постои. Порано може би постоело, ама сега не постои. Тоа го имаме, само го гледаме на цртаните филмови и во филмовите што се други. Така да, таков клуч не постои. И затоа постојат клучевите, секој да посебно да те биде индивидуален, да не можам ја кај тебе да влезам дома, а да не можеш тебе да влезеш кај мене дома. Ве поздравувам од кај кучерот Иван. Со прилогот за клучевите ја заклучуваме и денешната емисија. Не заборавајте доколку нешто пропуштите од нашите емисии, можете да си го гледате на нашиот YouTube канал Мини Вести. Ве поздравуваме и ве посакуваме убав викенд. Чао! Ако сакате постојано да нас следите, стиснете subscribe и не заборавајте да пратите лайк.